Мартин ќе го викне Бањаја да му биде кум на свадба, за да биде број 1 некаде барем, ме сакаш? Кој е светски шампион? Како? Кој е светски шампион? Мартин. Мартин. Добро, немаме шампајнско, ама имаме комбинација од пенливо пиво и вино и кога ќе совереш се на купче шампајнско. Го чекаме спонзорот, да. Дали Ниџо се наметнува прашањето кое што еве веќе втор ден си го поставувам. Дали некој имаше што не беше среќен што Мартин ја освои титулата? Тардоци? Мислиш? Да, уствари. Ако гледаме дека Пеко уште у Малезија се помири со тоа дека нема да биде шампион и ако земеме фактот дека Джиджи баш му е седно кој ќе победи со неговиот мотор, битно да е неговиот мотор, онда ни останува уште еден. Да, заврши 2024 сезона, која што по многу работи ќе остане запаметена како уникатна сезона, затоа што имаше борба за шампион до последната трка. Дури пред последната трка, ако ги броиме и спринтовите, имаше жестока борба, малце во погрешно време од трката, мислам на почеток беше, ама имаше борба, ајде ете. Имаше. Но по многу работи сезона која што ќе сакаме не да ја заборавиме, меѓутоа да ја ставиме зад нас со надеж дека ќе се врати вистинската борба на друг начин, а не со броење на тоа кој колку пати паднал во мотоцикл. Како ти гледаш на ова, Ничо? Па ако гледаме така, можам ја да возам наредна година, да ти кажам, право ако не броеме кој колку пати ќе падне. Види сега, Мир еднаш освои титула, пошто беше конзистентен, ме загеш. Да, и оваа година беше многу конзистентен, ама не освои титула. Во друга категорија конзистентен беше. Баш, како викаат, секоја шала има пола посто вистина, и ова што го кажуваш ти, буквално натака води муабетот, дека негде вистината е на пола, дека тој што имаше и брзина и најмал се паѓаше победи, факт тоа и со среќа нека му е титулата, секоја чест, човекот покажа многу нерви, многу стабилност, многу прибраност, мудрост, не знам, све што треба да има еден шампион на крај крајава. Дали во минатото се зборувало вака кога имало борба за шампионат? Значи, например, Квартараро и Бањаја годината кога Квартараро ја освои титулата, или претходните години, да речеме, Маркес и слично кога освоил титула. Дали толку многу се дискутираше дека леле види како он цврста психа покажа, па работеше на себе, па пресврт направи, па стабилен многу, едноставно имаше толку многу борба на патеката да ова друго не ни стигавме да го видиме. Па, ако збориме за првата титула и за сега единствена на Квартараро, како сакаш сврти го, јас се уште мислам дека таа беше титула ветена за Пеко ако не паѓаше толку. Арно, ама као за година у која што прв пат победуваше во фабрички тим и така натаму, му беше простено. Ако земе и наредната сезона во која што ја освои титулата, имаше во еден момент за остатокот 92 бода или нешто така беше, 98 колку и да беше. Значи огромен заостаток кој што беше исто така последица на грешки. Значи ова мислам дека иронијата е толку голема што мислам дека не мислам, туку убедливо најдобра година му е на Пеко од кога вози во 11 победи на главни трки, мислам, да. Како да не е најдобра. И не само на главни, 8 мислам дека има на спринтови, значи тука е најдобар. Значи секако е најдобар, освен во падовите и на крај крајава толку е тесна оваа битка беше со 10 бода,
Лани мислам дека имаше 37-8 разлика од првиот до вториот, помеѓу истиве двајца, нели, ама во обратен редослед, што нема што да се кае, освен ако зборуваме за оправдување зошто дојде до тоа, нели, секогаш истакнува дека во моментите кога ќе попушти во темпото, као паметно да треба да вози, тогаш паѓа уствари, дека стилот на возење на овие гуми, на тој мотор и така натаму, дека не одговара на попуштање, него треба на нож да се вози. И на крај крајот тоа го докажа со последниве трки кај што стварно возеше на нож, освен оној пат во спринтот во Малезија. Не сум паметен, џабе ме прашуваш. Види, мене ми е фасцинантно моментот како Пеко го нели бие глас, сите зборуваме дека е стабилен, дека е сталожен, дека е ладен како шприцер, дека испорачува кога најмногу треба и така натаму, а ти само што направи ретроспектива дека всушност он цело време паѓа и дека губи титули на база на паѓање. И сега, како у исто време истиот тој човек успева да изгради имидж дека е многу стабилен и многу конзистентен и дека нели кога ќе реши дека треба победува, а од друга страна нели паѓа. Значи во суштина или завршува трка како на прво место или не ја завршува воопшто, ме сваќаш. Некако не ми оди тоа, пошто имиджот негов не е тој. Не го перцепираат луѓе како таков, ме сваќаш. Значи, од една страна зборуваме за човек кој што е имал најдобрата сезона, кој што е во рангот на Роси, на Маркес, на Агостини и Лоренцо во најдобрите сезони, над 11 победи, нели, така доаѓа класификацијата. А од друга страна зборуваме за некој што очигледно константно учи. Ако му е ова најдобрата сезона, испаѓа дека е се уште во процес на учење. Сега. Дали заврши со учењето или ќе треба да учи една година, ќе видиме. Мислам дека стариот даскал ќе дојде ги поздрави сега типе. Знаеш како е, тоа се факти сега. Не зборуваме ние за пристрасност или не знам што. Мислам, вајда кој да го гледа подкастов ќе свати дека стварно го сакаме MotoGP и тотално не ни е битно кој ќе победи, само да победи на чесен и нормален начин и да покаже нешто, некоја си маестралност, некоја магија да покаже. Едноставно на тоа се темели спортов. Освен ако не се викаш Хаиме Масија, кој што у последна трка го бутка конкурентот и прави све што не треба да направи за освои титула. За мене барем тоа не е прав шампион, ако веќе зборуваме за пристрасност. Во саботата кога одеше спринтот, извини се ќе ти прекинам, во саботата за време на спринтот гледавме со Баже заедно и кога Бастианини почна да го напаѓа Мартин, и нели тука се јаде еднаш, два пати, три пати малце поризично, малце неризично и така натаму. И цело време коментиравме, ако се чудевте зашто е Бастианини во ова првенство, зашто воопшто вози, токму заради ова, за да ја уништи целата сезона. И цело време чекавме да ја уништи сезоната, зашто постои Бастианини? За овој момент другата половина кој што се чуди зашто него другата половина од гледачите кои што се чуди зашто не го продолжија договорот со неа, нека гледат вчерашната главна трка и ќе им стане јасно. Да, се изгуби тотално, мислам, ништо посебно не направи. И на крај се жалеше на Алеш Еспаргаро, да. Имав една храбра прогноза во петокот, дури и скриншот ми направи од прогнозата дека ќе биде 1-2, двете трки ги прогнозирав дека ќе биде прво место Пеко, второ место Мартин. Двете ги промашив за малку. Пеко беше 2 пати прв, Мартин беше 2 пати трет. Ме зезна на спринтот Енеа, а после тоа ме зезна Мартин, условно речено ме зезна Мартин, иако бев релативно блиску. Не знам дали некој пат толку блиску сум прогнозирал да бидам искрен. Како и да е, исходот на крај беше тој кој што го очекувавме веројатно сите. Што друго треба да се каже за оваа сезона? Што да кажам? Мене многу ми е драго што интересен е тој однос помеѓу двајцата. Значи, почит, добар, честитање, неќе да му го земе моментот. Значи, без разлика што оди во друг тим, ќе си го однесе кецот, што е, мислам, битер свит, како да ти кажам.
прекрасен момент. Ми се свиѓа таа некоја ем се ривали, ем се борат, ем е све, знаеш, не е ни джентлменски, него е другарски. Ме сваѓаш. Не е дека е джентлменски кога се чека ние официјално. Не, и делува дека искрено си го мислат тоа и си го почитуваат. Иначе само да ти кажам уште една фора која што испластиравме, успеавме да изгенерираме со Бажево со не, вчера беше тоа, на главната трка. Мартин ќе го викне Бањаја да му биде кум на свадба, за да биде број 1 некаде барем, ме сваќаш. Не убави работи. Види, тоа што го кажуваш, во моји очи Бањаја многу порасна како, мислам, од увек бил нели добричина и го знаеме као оке лик и така натаму, меѓутоа го многу е лесно да се биде шампион кога победуваш, кога освојуваш титули. Во вакви ситуации се гледа колку си ти уствари шампион. Не е само резултатот на сувите бројки, да колку победи, колку титули и така натаму. Големите шампиони се големи заради многу други фактори. Роси не е само заради бројките на титули, веќе и не е ни битно. Мислиш дека популацијава што не следи маниакално MotoGP знае колку титули има Роси? Не, они го знаат Роси, Валентино Роси. Да. Знаеш, апсолутно. И мислам дека светот ќе го запозна и Пеко се повеќе заради неговиот однос со Мартин и како се едноставно се носеше со трагедијата, да ја кажеме под наводници, од 11 победи наспрема 3 победи. Ја мислам дека не гледав многу статистика, но мислам дека се нема случајно некој со најмногу победи, особено вака доминантно, повеќе од 3 пати, нели, по бројот на победи од втора пласирање, од победникот, да изгуби титула. Ја не се сеќавам дека имало такво нешто, што е стварно трагедија за Пеко. Јас не гледав бројките кој колку победи има, ја не можев математиката никако да ја склопам дека овој е позади со бодоите. Значи не ми одеше никако математиката за да ја склопам. Па еве ти проста математика сега ќе направиме. 3 победи има Мартин. Додајме ги победите, тоест падовите на Пеко и ќе добиеш пата резултат. Да. Така е. Да. И во оваа специјална пригода имаме гостин во последната епизода за оваа сезона. Не знам, Виктор изгледа не слуша, па што гледам дека се смешка на камерата таму. Ќе го додадам, па после официјално ќе направиме план како ќе го продолжиме видео. Вака на нашиот подкаст ќе додадеме уште еден член, прв пат у нашава историја на MotoGP подкаството. Ќе викнеме и гостин кој што ни е многу драг човек, близок човек, некој што конечно има надпревари на 2 тркала, а не само желби како ја и Дарко. Добро, Дарко има извозено на стазот. Може не во конкуренција со други, ама Караколев има што да каже и за себе и за спортов од негов аспект, вака од професионален аспект. Здраво, Виктор. Добро вечер на двајцата. Како сте? Добро, ти како си? Одлично. Па, добро. После вчерашната трка, интересно. Онака како што сакаш, така и заврши. Тоа така ја почнавме ние денеска епизода. Дали имаше некој што не посакуваше Мартин да победи? Мислам, баш од страна на спорт, како спортист, како почитувач на спортот и на тркањето, ми се чини дека најголемиот дел од луѓето баш сака Мартин да победи за да некако правдата биде задоволена. Така, баш така. Мислам дека и ради тоа ме доби Мартин. Искрено, мојот фаворит далеко е од борба за титула, али спрема кога веќе дојдат двајца за титула се борат Мартин и Пеко. Од кога Дукати одлучи дека Маркес ќе го земе покрај Бастианини, Мартин и Маркес кој ќе одлучи, кој ќе го земе, се одлучи за Маркес 2 пати, не само еднаш, 2 пати го отфрлија Мартин од избор, нели, за да биде дел од фабрички тим. Еднаш го зема, нели, Бастианини, како што знаеме. Вториот пат го зема Маркес и така. Убаво си каже Мартин во едно интервју, мислам, рече мојот талент би го дал на некој друг фабрички тим. Одлично кажано.
Пазите, прашањето е следно. Никој не гледа нималку шанса дека до година Априлија со Мартин може да биде некаков конкурент. Мислите дека тоа е некако прерана реакција, пренезрела реакција во смисла да ги отпишеш од сам старт уште сега Априлија со Мартин? Па ја искрено никош не отпишам шампион. Посебно не последен шампион кој што ќе биде Мартин за наредна година, а сум многу оптимист што мислам дека некако изгледа ќе профункционира она Априлија и од една страна и Мартин од друга страна. Мислам дека ќе биде добитна комбинација. Моја претпоставка, колку што знам, колку што пратам, мислам дека би било добро. Али ќе покаже време. Мислам дека помалку од колку имам? 4 месеци уште? 5? Од прва трка наредна година. Зарем почнавме да броиме веќе Така, да. Вчера заврши на утре. Искрено ги чекам први тестовите, мислам дека се утре во Барселона, така? Да, утре се првите тестирања. Да, утре се тестовите. Први знаци ќе добиеме утре. Така да ќе знаеме на што сме веќе уште од почеток. Ќе биде интересно утре, ќе има сигурно доста мамурни од прославите, ќе има еуфорични, кои што ќе сакаат да го испробаат новиот звер испод него, знаеш, ќе сакаат онака да му извадит зрцките онака баш сега после трка, па не знам, ќе има уште гума нели на асфалтот, валјда не заврнало меѓувреме и така натаму. Ќе имаме некои чудни можда резултати, можда ќе имаме и Honda на прво место, не знаеме, пошто си они во постојано тестирање и испробување и така натаму. А најинтересни ќе бидат тие што менуваат мотори. Например, Маркез, ајде, стар модел на Дукати, сега нов модел на Дукати у фабрички тим и така натаму. Ама Безеки, да ги броиме може, Безеки, Мартин, Априлија. Во КТМ тек 3 ќе дојде Вињалес, Вињалес и Бастианини. Во Ямаха Прамак ќе дојде Джек Милер и Оливеира. Младиве момци од Мото двојки на Honda, како се викаше, Сонкијат Чантра. Чантра на место на Така, на Кагами, он си оди во пензија, тоест ќе биде тренер на возачи и така натаму. Така да ќе има многу претумбаци, Фелмин Алдегер, што го спомна Даре во Гресини Дукати, некој да не заборавивме, Ајо Гура, шампионот, го заборавивме, на Априлија ќе вози во Тек-трак. Така да ќе има многу интересни моменти. Сега тоа мислам дека апсолутно ништо нема да ни значи како резултат. Некои си пикови ќе има, некои си не знам, некој притаено ќе вози, нема ништо да покаже посебно, особено овие што немаат што да се докажуваат во меѓувреме, што Пеко сигурно нема да прави, не знам, чуда, не верувам. Нас не интересира твојот аспект на гледање, Виктор, и мало интро да кажеш за тебе, за да слушнат сите дека не сме викнале некој од пред Драгстор, него некој човек што тежи стварно и што има што да каже целава приказна. Тежиме најлесен од сите тројца тука пети. Од мене дупло. Самиот факт баш преска имаше една сликичка на Инстаграм кои како тимови менуваат, кои како ќе остане во истим. Имаше баш избрав околу 5-6 возачи што се остануваат во истим, во ист мотор и така работи. Другото се беше сменено, така да мислам дека не знам, многу сум мислам дека ќе имам многу изненадувања и тоа мислам дека они што нема да очекуваме и тој ќе изненади. Тој најмногу ќе изненади. Прво очекувам она што ти имам кажа на Станиџе, Ямаха, Фабио да имам што би направил и новиот мотор како ќе изгледа. Исто треба да знаеме дека Прамак како посериозен тим веќе влегува со поддршка. Ја така гледам, со поддршка во Ямаха. Огромна поддршка ќе има од Ямаха, да.
Да, ќе имаат 4 мотори на грид, што ќе имаат многу информации и мислам дека моторот ќе се движи, прогресот на моторот за да биде подобар ќе се движи многу побрзо со баш како тоа што имаат двајца добри возачи, Джек Милер и Мигел Оливера. И очекувам дека Ямаха веќе последните две трки гледам дека има голем напредок Ямаха. Да. Сега за Honda Ете и они имаат не 4 знам. мотори на грид. да, има 4 мотори, али да ви кажам искрено, најмногу ме уплаши што Repsol заминува од Honda. И Не е баш добар знак тоа, да. Добро, ама најавија да, нов. А што мислиш, Најавија. баш добрата форма, Нов спонзор. баш так. Repsol си оди, Кастрол доаѓа на нивно место, дефинитивно во Honda. Сакав само да те прашам, Виктор, што мислиш добрата форма на Ямаха на последните трки? Дали треба да им покаже правец на движење да продолжат со редниот 4 цилиндраш или со оној V4 што го најавија, а се уште не е спремен за да влезе во игра? Па ја мислам дека многу досега пробува со оден редениот 4 цилиндри, не V4 новиот што го најавуваат. Мислам дека и Роси пробува и после него и Винјалес, многу пробува. И Довициозо. Да, и не профункционира, не знам каде залута. И мислам дека треба баш малце да ја свртат, да направат нов почеток, односно да внесат првен, нека биде, нели првен имаат нов шеф, сега Лин Джарвис си оди. Така. Мислам дека оди во Moto2, ќе имаат Ямаха тим во Moto2. Да, го најавија денеска, меѓу другото. Со Тони Арболино и вториот возач го заборав. Изан Гевара. Да, Ничо, дали знаеш добро. ти Прамак? Дел од екипава се заминува со Мартин во априлија. Тоа знам сигурно, барем неколку од луѓето. Тоа го слушав. Меѓутоа, поголемиот дел од техничкиот тим што работеше на Дукати во толку години, сега ќе работи истиот тим на Ямаха, така или менуваат луѓе носат други? Не, така е, со тоа што ќе добиат инженери од Ямаха, веќе денеска буквално им го донеса во гаража новиот мотор за тестирање, на Джек Милер му го презентира и така натаму, значи ќе има поголемо присуство на инженерите на Ямаха, фактички ќе ги заменат оние на Дукати, пошто факт е дека Прамак беше нели вториот тим на фабричкиот тим на Дукати кој што возеше најнова генерација на мотори и затоа и на крај крајава Мартин имаше шанса да се бори за титулата, затоа што има скоро исти услови. Значи очекуваме дека истото ќе се случи сега и со Прамак Ямаха, значи тоа што го имаат Квартараро и Ринс на располагање би требало во голема мера да го имаат и Милер и Оливеира, што многу ќе им даде буст и на самите возачи и на екипата Прамак да полесно да го помине тој преод, тој трансфер. Сакав да ја спомнам таа тема преска. Со победата на Мартин на независен тим, освојување на шампионат, што е прв пат во новата историја, модерната историја на MotoGP, значи од 500 навак, од кога се сменија во MotoGP, ниеден приватен тим нема освоена шампионска титула. Претходно имало 4 тимови кои што освојувале титули, мислам 4 возачи на сателитски тимови. Ова е прв пат во MotoGP ерата. Дукати е тој кој што несомнено го понесе тој бран на промени, кој што рече нема 2 тима, 3 тима, нема више сателитските тимови да бидат само као нели лев спотер, колку да има гужва на патека, туку ќе дајаме нови мотори и затоа ќе се развиваме најбрзо. Дали Дукати виде во Прамак потенцијал, па им го даде тоа, или едноставно одлучи, па Прамак беа први кој што го виде тоа како шанса да го искрутат или имаа доволно пари. Затоа што Прамак де факто одбележува историја. Ако работи со механичарите, инженерите на фабричкиот тим на Дукати и сега ако работи со инженерите на фабричкиот тим на Ямаха, тоа ќе биде единствениот, ако не и најнапреден сателитски тим кој што буквално
овозможил тотално промена на улогата на стелитските тимови во MotoGP. Види, Имало да кажеш, зборам. Да. Оваа комбинација на, тоест, што виде Ямаха во прамак, кесна десетка, прво фактор што си замина Мартин од тимот, во моменти кога се борат за титула, им кажува и е некој индикатор дека нема поголемо од ова сега што го живеат. Значи нема сигурно и втора година поред да земат титулата на Дукати, да им ја земат предност. Значи тоа не постои. Која е поентата онда на постоење на фабрички тим, нели, ако Сателитскиов прави ршум? Не верувам ја во такви комбинации. Ако успееше, на пример, она што се најавуваше BMW да влезе у MotoGP и да го користеше прамак, сигурно ќе прифатеа прамак и исто така како што ја прифатеа Ямаха. Ямаха добива баш она што кажа, одлично уигран тим, значи тим кој што веќе има за себе искуство во работа со фабрички тим на егал ниво, значи на исто ниво работат барабар со нив и имаат исти шанси за успех. Тоа е веќе добро утабан простор каде што се убаци Ямаха. Верувам дека барале и во Грисини партнери и веќе немаш каде да бараш. Трекхаус беше порано тим на Ямаха сателитски, немаше поента тука да се влегува, нели? Они последни го напуштија бродот со Ямаха, зема Априлија пред 2 години. И едноставно маневарски простор немаш. Нема дорна нити дозвола за уште еден сателитски тим. Фабричка тим на Сузуки, која си отиде, сите мислеа сега добро е за Ямаха и така натаму, меѓутоа не функционира тоа така, се чека нареден фабрички тим да влезе и тоа е тоа. Единствено место за пополнување. Така да чека BMW да влезе. Па да, нема кој друг, да. Win-win ситуација, сакам да кажам, за двете страни. Прамак што добива целата приказна е многу битно, добива многу пари. Добива нов елан за работа, затоа што она што го зборев преска, веќе ќе се исцрпи поентата на движење заедно со Дукати. Замисли LCR Honda да се приближи толку до Honda и да освои титула. Тие се сателитски тимови кои што се навикнати да менуваат мотори на крај крајава и таков им е стилот на функционирање. Гресини беше таков, па се спои нели со фабричкиот тим. Уствари фабричкиот тим на Априлија влезе преку Гресини во MotoGP пред да се осамостојат двата тима посебно. И тоа се така функционира, така живеат тие тимови едноставно. Тоа е, не знам, мое гледиште. Колку бизнес моделот им е тоа. Па да. Извини, сега ми текнува Прамак и Дукати. Колку време беа заедно? Јас знам уште Алекс Спагаро, па 2013 веќе возеше Прамак Дукати. Па така нешто, да, долги години се требаше да можда да дзирнеме, го има тоа на интернет, ама не сум сигурен колку точно, ама сигурно една деценија сигурно прошла од која се партнери. Уште од она време на CRT моторите која им дадоа некои као супербајк мотори, така да таму се разви целата приказна. Значи, од тогаш имаш соработка и после толку време гледаш ја прекинуваат соработката, а зошто сум зошто мислам дека ќе профункционира она партнершип Ямаха и Прамак, зашто, на пример, кога има Ямаха исто сателитски тим Теч-3, функционира многу добро. И фабричкиот и сателитскиот тим. Тачно, да. После тоа Петронас беше нели во замена за Теч-3, што ја на пример, ако би ги споредил сега Прамак како сателитски тим и тогаш Теч-3 и Петронас, мислам дека Прамак е многу посериозен од останатите два тима. Особено сега акциите им се во небо, значи сега може да цела година да им мафтат со постерот освојување на титула на цел грид и да онака, знаеш, да им се шепурат и да им набиваат рогови, пошто стварно успех постигна. Пази, тој успех немаше да биде возможен не само без Мартин, него и без Дукати, кој што несебично се постави во целата работа и
како да кажам, тоа мислам дека е корпоративниот дел од Ауди од Volkswagen групација, кој што не сака да си дозволи гафови од типот на че ќе му свртиме сега малце на овој ECU-то, па да победи фабричкиот тим и така натаму. Значи, живееме во време каде што информациите брзо се дознаваат и каде што телеметријата не можеш да ја скриеш. Значи, од една страна, од друга страна маркетиншки е сепак добро затоа што после 2 титули на фабричкиот тим сега зема сателитскиот тим кој што више нема да им смета од наредна година ќе биде Ямаха таму. И изиграат топ и секоја чест на менеджментот на Дукати што им дозволи и на нас што ни дозволи да гледаме една фер борба, затоа што замислете што ќе беше ако не беше Мартин у игра, Пеко ќе одшеташе со титулата на пола сезона и тоа е тоа. Така да среќни сме што вака испадна. Така ја доживувам целата сезона. Имам конспиративна теорија да аплицирам сега. Те слушам вака како зборуваш. Јас мислам дека Дукати како имаше тешка грижа на совест дека Мартин не го подпиша и рекоа ајде ќе му дозволиме барем нека ја земе титулата сега пошто не го подпишавме, дека се порадува малку и он. Грижа на совест, тоа некако не ми се уклапа у целава приказна. У спортов никако, да. У бизнисот, у спортот некако ќе чувствува одговорни, бе сакаш према детето дека го оставија на улица. И може рана отворена и мустано, да. Шала на страна, значи ваков хаос како што имаме сега толку многу рокади, не само со возачи, туку и со тимови, не само со тимови, туку и со мотори, знаеш, рамките, мислам дека не знам, можеби во далечната историја имало, меѓутоа во скорешна историја не сме имале толку многу претубаци во една сезона. Особено што е многу интересно, доаѓа во сезона која што е условно речено бафер сезона која што ќе не треба да не спреми за фамозната 2027 која ќе имаме од поново ресетирање на се живи. Значи ние сега влегуваме во таа некоја бафер зона од 2-3 години, во која што ќе гледаме што се случува, меѓутоа Маркес ќе си уште 2-3 титули и тоа ќе заврши. Некои работи се познати веќе. Со ваква конкуренција не знам колку ќе сигурно дека е фаворит, значи со толку титули секоја година е он фаворит. Туку со ваква конкуренција кај што сите се, како да кажам, тесна е борбата, значи веќе не се делат секунди колку порано, например, првиот бега на вториот 10 секунди, 15, 20 секунди. Сега ти може да имаш не на спринт трка, на регулар трка, првите 5-6 возачи да ти завршат во 6 секунди. Тоа е нешто нереално, а возачи 30 минути. Значи нешто дојдено е до совршенство, така што порано не мислам дека не биле толку спремни возачи, мислам дека не биле толку блиску моторите. Сега, како што се жалеш исто Пеко, вика, тешко е да поминеш сега, ако сакаш некого да поминеш, многу е тешко. Лесно е да стасаш, туку тешко е да поминеш, или ќе излеташ, или ќе паднеш. Така. Тоа. Да, ама замисли у цела оваа констелација што ја кажа ти, замисли наредна година да гледаме трки каде што победникот бега 10 секунди на другите кои што имаат исти мотори како него. Истекам така, не знам зашто. Ама замисли да биде така, онда што правиме, ќе биде Можно е. Ќе биде, да, ќе биде биде трки сигурно. Не на ќе биде сите, леле се се разбуди, да, ќе се разбудат некои што мислеле до вчера дека се најдобри на светот, ќе се разбудат. А не сакам да биде така, да не ме свати некој погрешно, ама верувам у квалитетите на човеков возачки пред се. Може да направиме една храбра прогноза за следната година, пошто дираме што ќе се случува до година, што би можело да се случува до година. Зборувавме кој се ќе менува мотор, кој се ќе менува тим и де факто имаме многу возачи на многу нови мотори, на многу мотори кои што допро треба да се докажат или доработат, случувајќи го тука и Априлија, да не зборуваме за Ямаха. Но имаме еден возач кој што докажа дека немаме проблем да се навикне на мотора, скоро и да го знае да го вози, зборувам за Маркес, за Дукатито, кој што не би требало толку многу тешко да му биде. Но имаме двајца возачи кои што се сериозни возачи,
кои што нема ни да сменат мотори, нема ни да сменат тимови, нема ни ништо да направат. Едниот ни е нормално Пеко, ама не го спомнавме Педро Акоста воопшто. Точно така сега се. Најс. А, Педро Акоста Сега се нема да памтиш, смени мислам- тим, односно мислам ќе се дека остане со КТМ, главниот КТМ тим ќе отиде. да. Ќе си го продолжи моторот понатаму следниот чекор да си го вози. КТМ независно се како компанија од тешка криза, ама не верувам дека во ниеден момент ќе бидат спремни да го жртвуваат нивната MotoGP програма. Рекоа само дека ќе го консолидираат можеби брендот и дека нема да има више газ и така натаму и Husqvarna и ти рековме рече, него свежи диво ќе се фрли назад на картата на КТМ. Ама луѓе, значи учеше, Акоста учеше прилично добро, учеше пети у генерален пласман у прва сезона на ваков тип на сезона да заврши со толку трки. И ме потсеќа се нешто на почетоците повеќе на Роси од него ли на Маркес. После вторава половина падни стане, али се тука блиску нешто у први четворица, први пет, што не е мала работа, башка со приватен мотор и непознат мотор. Мислам дека наредна година ќе има многу податоци. И мислам дека малце ќе треба да пожртвува КТМ. Мислам дека треба да средат моторот, мислам дека има уште за работа. Ја не му се плашам на тоа дека он нема да се снајде. Он искуство собра што собра, иначе заврши шести, а не пети, затоа што Биндер го претекна на оваа трка и Биндер имаше фантастичен настап, као што одамна не сме го виделе, иако не го видовме напред толку многу, Да. што додава на твојов муабет даре дека покрај Акоста и он не менува мотори, може да се очекува исто така и од Биндер. Ја зборувавме годинава дека го посрамоти Акоста на некој начин со добрата форма што ја покажа и што не изненади сите нас со јуначките настапи, меѓутоа не смееме да забораваме дека Акоста пола трки не ги заврши. Јесте, да, побрз и така натаму, меѓутоа за да бидеш побрз и у вториот дел од трката не смееш па толку да газиш на почеток на трка, така да тоа е како вика мачката и масти стап јаде и он го осети тоа на своја кожа, може за тоа и подзапре една сред сезона, имаше и некои промени кај моторот, што не му одговара па се врати на сетапот од почеток на сезона, ама него му е се простено, он е руки и после ова што го покажа, мислам нема кој да му најде мана. Само сакав да кажам дека не е до толку лоша формата на Биндер, колку што имаше флешови на гениалност Акоста, ама на сметка на тоа па не ги завршуваше трките. Ама они двајца ќе бидат dynamic duo, да. Имаше мислам дека прочитав негде имаше интервју Дајано Роси како демек Акоста е многу добар, само што ја плаќаат цената на падови. Дека падовите многу болат, дури може да го вратат на назад, дека треба една скала поназад да се врати, односно да се смири малце, да види што како и да продолжи и да тера напред кај што треба. Да. Мислам дека Така, може да очекуваме тоа да се случи. Мислам дека, знаеш, да, прва сезона падови све кул, сензационален на самиот почеток. Сакам да верувам дека до некаде тоа можеби не намерно, меѓутоа свесно го има направено, затоа што сакаше да се види силата, сакаше да се види до кај може, сакаше да влезе во битка, значи да се докаже на некој начин и да се измери силата, да види чека ја знам, можам или не можам да се носам со овие. И условно речено мислам дека докаже дека може да се носи, што е супер. Се ајде да видиме како да завршиме трки. И во некоја ситуација, можеби не она буквално, меѓутоа ме потсеќа на Мартин, дека Мартин имаше пресвртнички момент во психата која рече: "Океј, сега ќе идам да завршувам трки, сега ќе идам да, градам систем за да освојам титула." Ако Акоста следнава година го направи тој свич, рече: "Океј, сега ќе идеме на кај титула", е супер затоа што ако Акоста тргне напред, и ако биде консистентен, јас не се сомневам дека Биндер ќе биде рамо уз рамо со него. И дека тоа значи дека покрај Маркес и Пеко, дека тие двајца можеби ќе бидат консистентно најконкурентни на потеката.
мислам дека исто не го кажав дека Педро имаше малце на терет прва полусезона, мислам дека си го имаше и сам ставено од глава она да освои победа за да стане најмлад возач што има освоена победа на MotoGP и мислам дека тука она првата полусезона заради тоа имаше толку добри резултати, ама и може среќа, мислам дека не е баш цена среќа, дека си истера човекот како што треба. И после тоа изгледа му падна она кој имаше замисла, затоа претпоставувам дека втората половина повеќе паеше. Да, треба да земе предвид што кога се однесува кога е во прашање Коста, дека он едноставно не е навикнат да губи. Од кога дојде во шампионатот од Мото тројки, значи растураше, Мото двојки имаше пех, скрши нога на пола сезона и така натаму. Во првата сезона, во втората веќе освои. Значи неговата прогресија беше таква и немаше што друго он да направи освен ова што го направи сега. Не познава друг концепт на работа, како да влезе. Знаеш како некој кога влегува у кафана кога влегува онака бучно крши врата и така натаму, па не знае другачие. Така и овакво и Акоста влезе онака со сите пиштоли и пушки да се распуца и ни даде надеж дека нема да гледаме досадна сезона едно, дека не е све решено со Дукати друго. Значи факт е дечкото дека единствениот што покрај Дукати влегуваше на подиум. Имаше спорадични, не знам, Априлија и КТМ резултати, меѓутоа факт е дека он направи растур не за руки, него за било кој што не вози Дукати мотор. Значи, ако зборуваме за некој што вози 9 или 10 најбрз мотор на гридот, да се качува на подиум, онда е тоа за секоја похвалба. Стварно, мене ме воодушеви човекот и добро што го спомнавме покрај целава приказна, затоа што и он ја одбележа годинава на крај крајава. Не сме да се заборави. Не се качи еднаш на подиум, се качи повеќе пати, значи не било случајност. 5-6 пати, да. Да, се качи. Значи еднаш да се качиш, па ајде, имало се веќе се погодени ситуации, коцки и така. Абе и Фабио еднаш за малце ќе се качеше па. Не, се качи само го. Да. Абе и Вињалес еднаш победи, ама Who cares, така? Буквално за Вињалес. А што да биде со Вињалес? Од таа пуста глава, мислам дека човекот со преголем талент, али главата не размислува. Мислам дека не е балансирана баш. Да, не си пати од главата. Имаше, не се сложам со една, имаше од кога потпише за КТМ за Т4 и рече демек имаше изјава дана како сега имав шанси да бирам тим, а он од Априлија Factory тим оди во приватен тим и сега имав шанса, ја не знам. Пази, влезе во MotoGP, тој тим и да избере негде на друго место да возиме свегаш. Роси на ранче евентуално. Види, влезе во MotoGP преку фабрички тим на Сузуки. После тоа влезе во Yamaha фабрички тим. Па се у Априлија, па извини дечко, ама сите, ајде да не кажам класични менаџерски муавети, сите алатки ги имаше за работа и не покажа ништо, знаеш. Ама он може да се вратам на Коста. Приватен тим да вози. Слушај. Па еве сега му се оствари. Наредно ЛЦР го чека. Само да не заборам, ќе ми избега мислата за Коста, советите на Роси Роси што ми ги дал на Коста, Роси многу добро знае, има искуство со такви бомбастични тимски колеги. Лоренцо, не знам дали памтите кога влезе во MotoGP, тоа беше една звезда сјајна која полета нагоре и изгоре за брзо време. Да, нормално втора, трета сезона веќе освои у третата сезона и титула. Меѓутоа, во првата сезона мене ми беше страв да го гледам искрено. Значи беше па отприлика како неговата последна сезона во Honda изгледаше. Значи беше многу брз, ама имаше толку многу падови, тоа беше страшно. Така да Роси никогаш не влегол у ни една класа,
да направи таков импакт, правил импакт резултатски, меѓутоа не на неговите коски на мекото ткиво не направил импакт толку као овие други што и Мартин на крај крајава од Портимао пред 2 години едва и се го составија на овакво на операциона сала, така да тоа се лекции кои или ги учиш или не ги учиш, меѓутоа нема измеѓу. А кај ние Диджи го приказкава, Диджи ќе има ново Дукати, луѓе го забравивме него да го спомнеме. Што мислите за него? Ајде Виктор. Прашувам. Голем прашувам ќе ми биде. Отиде порано да се оперира, нели, за да се спреми за сезона, а ќе добие 2025-та Дукати. Голем прашање ќе ми биде, баш, ама не се сомневам во тоа дека ќе има добар ментор. Дека ќе му помогне сигурно околу Тоа нема утка, да. Да. Ова изиграха сигурно беше. Да. Иако мислам дека уште не е дел мислам од академијата на Роси. Сигурица. Не е уште дел, ама не знам. Ја мислам дека иде Уранче мислам дека тренира таму. Да, мислам дека тренира таму, ама под прашалник ми зашто оваа година беше еден добар резултат, еден лош го нема доле. Еден добар резултат ќе го има таму, се надеваш дека ќе биде нешто добро, пак го нема. И на крај ама пази, нема да забораваш дека возеше од тим покрај Марко Безеки, кој што немаше ни еден добар резултат, а кој што го сметаме за многу по-талентиран од него. Значи ја мислам дека Диджи е возач кој што најмногу го разви својот потенцијал. Не знам дали му го знаеме се уште потенцијалот и тоа е убавото у целата приказна што он покажа најголема трудолюбивост, да кажам, работни навики и така натаму. Се разви во еден интересен возач за мене е се уште Dark Horse, може да доека двајца се караат, третиот да искористија, само третиот има фабрички мотор. Така да све е уигра. Додека спомна за Безеки, мислам дека Безеки оваа година најголем проблем се жалеше на кочењето. Исто не му запирал како претходниот мотор, усвари 23-та. И ради тоа Безеки немаше оваа година многу резултати. Иначе за Безеки имам многу големо мислење и уште го држам тоа. Така да тоа е тоа, ама пази, све зависи кој како ќе се развие, во каков возач ќе се развие. Значи зборуваме за процес. Има некои као што се Маркеса, Коста, Роси и така натаму, кои што од get go, од старт више знаеш за кого зборуваме. На крај крајава тие возачи, ако приметивме и оваа сезона, че Коста од првите тренинзи има добри резултати. Значи тоа покажува на некој што е адаптибилен и кој што е свесен за околината, за моторот, за потенцијалот, за гумите, за условите на патеката, за све е свесен. Едноставно не му треба да чита многу податоци за да знае како да се однесува на патеката. Од друга страна имаш некои други возачи кои што бараат малце подол период на стартување, под салок малце да работи додека стартува, ама и едните и другите на крај може да постигнат добри резултати. Нема правила тука баш дека едните се инфериорни во однос на другите. Така да, ја не би го исклучил уопште ни Диджија. Безеки имаше шанса да вози GP24 оваа година, не знам која му беше поентата. Ја мислев дека ќе остане доживотно у VR46, а он веќе потпиша за Априлија, кога веќе го одбиваш прамак со фабрички мотор за оваа година. Зашто би останал во VR46 ако наредна година веќе потпише за друг тим? Мене тоа не ми беше јасно. Мислам дека не можеше да се снајде со новото Дукати. Она старото Дукати на повеќе. Мислам дека не легна према стилот на возење. Тоа е многу се жалеше на кочење. Тоа е лоша проценка од проста причина, затоа што секогаш, барем во мотоспортовите, новиот модел е секогаш подобар од стариот. Многу ретко се случува утки да се уназадат. Така да малце тоа кратко гледост, да кажам, кусо гледост, да ти Рамбо Делс има една добра ствар, вика боле
стара баба него дева млада, боле 4 вруча пива него едно хладно, знаеш. Не иде така тоа. Се знае што е подобро, што е полошо. Не може да глумиме ние, чекај, не ми одговара тоа, јас знам боле. Еве, се докажа дека не е Да, така. може ќе може и треба да размислува за тоа што сакав да кажам. Многу треба да се размислува со главата, многу треба да се користи главата за не знам дали ви текна Роси кога се врати од Дукати и кога отиде на Ямаха, кога проба се, значи он беше добар се, дојде на ред, почна да размислува што како треба да смени, се реши да го смени стилот на возење, односно почна да мислам дека трет пат или четврт пат си го сменил во својата кариера, 20 години кариера, 4 пати го имаше сменето својот стил на возење. На крај Така, го така. виде од Маркес стилот на возење, користеше опции, тоа е тоа. Така да мислам дека и Безеки на крај требало да го смени стилот на возење, да се адаптираш на моторот и тоа е тоа. Едно е дефинитивно јасно, у новиот MotoGP условно речено имаш ситуација во која што ти треба напорна работа, значи како се кажа, дисциплина и напорна работа, физички, ментално, ти реков ми рече. И не можеш сега ти ако се сакаш да бидеш на шампионско ниво, не можеш да се вадиш ти кочниците не ми работеле и цела сезона не можеш да возиш пошто кочниците не ти работеле, моторот не чина. Извини мајстре, сите други возат на мотор. Ако си ти шампион и ако ти си квалитетен возач, ќе седнеш и ќе кажеш направи го ова или смени го тоа, или што викаш ти ќе го смениш стилот на возење. Еве го Маркез на 30 кусур години не смени пак стил на возење. Сега извини, ама за Безеки не е тоа оправдание. Талент, не талент, целата приказка е јасна. Значи, го имаш DJ од една страна кој што е hard worker, работник, и кој што гледаш дека сака да работи, дека е интелигентен, дека е сконцентриран на тоа, интелигентен. И го имаш Безеки кој што сега не шо фраерче италијанско, ја тука имам талент, нели, Роси, Пулен, ти реков ми рече, и сега чека, глумењето е моторот не ми чини, свека се. Дај не зафркај, седни и работи. Мислам буквално е така. Така да од некој аспект извини, ќе ти ускокнам. Само секунда памтиам мислата, кога сме веќе кај учење на стилови и така натаму. Од преска те чепкам, Виктор, да се представиш кои се твоите успеси, со што се занимаваш покрај дневната работа што ја работиш и на која тема сме се нашли ние уствари да се дружиме. И најмногу од се, еве јас не ти ги знам онака успесите и постигнувањето, меѓутоа знам една работа што мене ме асоцира на тебе, а тоа е дека многу сакаш да работиш со деца и сакаш да им го пренесеш знаењето, што за мене боле тоа да ми го пишува онака на овакво на плочата на крај на живот, него па да, отколку да ми пишува не знам што, какви успеси, нормално покрај фамилијата, него едноставно асоцијата не му чинеле. На Марко Безеки тоа ќе му пишува на крај. Него ваква благородна работа како што ти ја водиш, сакам да им ја раскажеш малце на луѓе што не гледаат и слушаат и да знаат дека имаме и ние некој човек кој што се грижи за поновите генерации. Значи, најпрво потекнувам од моторџиска фамилија, кај што од прва година од што знам на телевизор што е пуштене MotoGP, доаѓале трки на Лукичево на 2-3 години, така ме носат, уште ништо не разбереш, гледаш мотори, али сакаш. И првен потекнувам од таква фамилија. Татко ми е еден од првите, не знам, еден од најпознатите моторџи во Македонија. Чичко ми беше исто 8 пати шампион на Македонија и нормално дека нема сигурно да бидам по некој друг спорт, ќе останам со моторите. Кај мене, мојата фамилија претежно било по брзинските трки, а јас се занимавам со мотокрос, они ствари стази со скокови по земја и такви работи. Зошто тоа? Зашто такви се условите, најдобри услови тука во Македонија ми се тие, јас така си гледам за мене, спремам мојот стил на живот со условите тука во Македонија, дека мотокросот ми е до сега најдобар, најиспотлив и
се надпреварувам од 2015 година во мотокрос. Имам некои успеси, имам падови, варира кај мене кариерата. Нешто што high level што би кажал дека што имам најмногу освоено ми е вице шампион во Македонија 2018 година. После тоа имам некои прекини, продолжив да се занимавам. Јас нонстоп се занимавам со моторите, но сега од пред 5 години имам школа за деца, кај што сакам моето знаење да го пренесам на помалата генерација, малце да ги тргнам од она бивењето на улиците и да пренесам образование во смисла на без кацига, без ракавици, без штитници, не смееш да седнеш на мотор, да им биде кој навика, а после тоа да бидат спремни да, како да кажам, тоа ќе бидеш спремен да возиш мотокрос и да рипаш по 20, по 30 метра, и можеш да водиш трка со 40 возачи надвор од Македонија, да кажам, вистински брвни возачи, ова во град ќе ти биде играчка. Така да мене ми е тоа поентата. Имам група околу 5-6 дечиња сега, што наредна година јас сакам да открием дека ќе ги isforsирам малце кај што ќе настапуваат баш на европско, кај што ќе им кидат со добри возачи. Тоа ми е сега за сега, па кога ќе остварам некој наредна година, сакам исто, иначе тоа се исто не кажав, оваа година исто паузирав и минатата, значи 2 години имам пауза од мотокрос, така да наредна година се враќам, сакам да повозам, односно да направам некој резултат, дури најдобар да се, ако може, ако успеам. Супер, ти посекуваме успехи, да не поканиш да те гледаме во живо и да пренесеме, да, кој е заинтересиран. Баш ми е задоволство. По оваа кратка рекламна порака им благодариме на спонзорите. Нема врска. Значи баш ми е драго, мислам, јас сум бил, нели, и ја и Ниџо сме биле на твојата школа и сме пробале да возиме крос. Јас конечно Ние сме учениците. Ќе возам до година офроуд, ќе почнам да учам сериозно офроуд. Малце од малце, така да ако ти достаѓам почесто да знаеш. Се сеќавам на првиот тренинг кога почнавме, така беше нешто на првиот час кога возев се, ја очекувам се. Знаеш, малце да се отплаши. Вие насмеани рака со завите. Ајде, мали деца, ајде горница, ајде долница. Така ми уште отсваш ми влезе од глава. Да, треба да го повториме тоа, да ти кажам прво. Али да знаат гледачите и слушачите дека ние да знаат сите дека ние не сме класичните ученици, да не мислат дека е гериатриска школа, не. туку и млади деца он си обучува, ние се убацивме онака скромно да си ги покажеме способностите. Али верувам, шала на страна, Виктор, дека не е воопшто проблем да и повозрастни луѓе кои што на крај крајава ништо на запад, освен кај нас, не е смешно на стари години, под наводници, на возрастни години да учи човек нови работи. Или тоа е нормално сегде у свет. Овде се утепуваат, овде се утепуваат, извини што ќе те прекинам. Овде се по Европа се утепуваат луѓе и по Америка пари давање за да учат адвенчер мотори, да возат на полигони специјални. Грдни пари на дневно ниво се плаќа, значи по 400-500 евра со твој мотор да отидеш за да те учат да возиш на полигон адвенчер со ГС-ови, со тенериња, со чуда врагови, ме свека што свашти. Пари за да може после да идат да возат некаде по тет стази, по планини и слично. Кај нас малце културата е поразлична, знаеш како. Зашто да ми учи кога можам на YouTube, кога има некои, знам, зашто да ми учи кога можам на YouTube да си видам оние tips and tricks, how to wheel leak, how to
Да, ама кога имаш полигон и кога имаш контролирана средина, каде што дури да ти падне мотор, нема толку многу ризик да го оштетиш, пошто си ги тргнал ти камењата на страна, пошто си ставил специјална, не знам, скала или дрво или што и да е, кај што треба помниш, ако паднеш, ќе падне на штитник и нема да има нерамен толку терен, ме сваќаш, кога ти учиш, и кога ги знаеш дека ќе ти падне, ќе можеш да го дигнеш моторот и да положиш да возиш, е неспоредливо различно. Прво, второ, ние бевме на оној курсот за безбедно возење во град. Еден ден таков поминат, со сите тие вежби, всушност толку многу работи ти овозможува да ги правиш на мотор подоцна, за кои што не си ни размислувал дека треба да ги имаш предвид и како механика во себе. А не дај Боже, па да, мислам, не дај Боже, дај Боже на видео да луѓе седнат да разберуваат што се може да научат офроуд. Така да мислам дека да се направи полигон со некоја атрактивна понуда, дека ќе има доволен број на луѓе, мислам дека дури и повеќе кои што би сакале да дојдат да учат, затоа што ќе сакаат у контролирана средина да го направат тоа. Особено па ако им понудиш со туѓ мотор да го прават тоа, ја ти гарантирам дека пута 4 ќе биде интересот, ме сакаш. Значи ако им понудиш со твој мотор, што е нели многу поскапо, ама не е невозможно, тогаш е пута 4, пута 5 интересот, ме сакаш. Да, веќе ја оние пријатели, познавачи на што сме се надпреварувале ги од страна, например, што ви кажам, од Бугарија, Грција, Романија, имаат направено сериозни школи. Например, Романија на еден плац имаат околу 3 стази профи, во нив имаат за почетници, една стаза за почетници, една за малце понапредни и Аллах ми вера. Се надам дека кај нас ќе дојде ред и такво нешто да имаме. Мислам дека ги користи бидејќи зашто секоја година, не знам дали приметувате дека се повеќе и повеќе мотор, без разлика дали мотокрос, дали брзински, така секоја година се повеќе има. Битна е само културата да се стави, што се го кажав на почеток, и сум многу против тоа. Без дивење, без кациги и пуна газ на улици, на црвено, да поминеш. Значи, ти и сам знаеш дека си единствен, или ако не си единствен, си еден од ретките кој што нешто прави на оваа тема. Нели го спомнав, Мотоклуб Безбедност со тие обуки за безбедно возење што од време на време ги прават, ги организираат. Ама сакам да ти кажам, ако ти не се одлучиш да направиш нешто поише, не очекувам дека некој друг ќе повлече иницијатива, така да не покажувам со прст, него сакам да те охрабрам, чисто да знаеш. Се надевам. Имам планови некои, па ќе видам. Дали можем да искористам овој муабет, Ниџо, пошто и исцрпивме, претпоставувам, темите околу MotoGP сезоната стара, нова и така натаму. Разговаравме уште една тема која што Виктор е и такако релевантен соговорник. Ама смеам да искористам да спомнам само едно нешто кое што ете веќе заврши MotoGP, па ни се ближи и ќе не биде следната светла точка во мотонадпреварувачкиот свет. Дакар доаѓа, бе, шо ме гледате така? Искрено не можам да пратам толку шампионати, зашто пратам многу мотокрос, има околу 5 шампионати што пратам мотокрос. И овие MotoGP и Superbike кои ќе ми дојдат, и само Moto2 веќе почнав да гледам, Moto3 се тргнав зашто цел ден сум пред телевизор. И покрај она што се возам и да останам на телевизорот за викенд да гледам, немам време веќе за мене. Ништо да правам. Добро, Дакар се следи ревијално, не мораш да ги следиш сите релија предходно, иако увелико возат сега се спремаат будалите. Ама почна да ми се појавуваат мене на социјал медија бројки поделиле, ова поделиле, патеки правеле, ти реков ова година кај се вози? Исто, Саудиска Арабија, нема кај да се вози. Таму се вози. Уздуж попреку. Само дали ќе настапува Сагмајстер? Не знам. Не знам. Знам дека Тоби Прајс се префрли у коли, ако не се лажам. Или нешто слично. Значи, еден од моторџиеве што се искрши лани, беше по болници и слично, се префрли да вози кола, тоа го знам сигурно.
Стај мајстер. Петручи да не Морам се се спремам. нешто ми влезе, Не. ми влезе нешто во глава, морам да кажам. Ајде. Петручи победи на Суперкрос, на Супербайк, на Дакар, на MotoGP и во американски Мото Супербайк. Америка, да. Да. Колку пати ја спомнат Петручи на овој подкаст, да знаеш ти. Еле, зашто го спомна? Ја купив деветката да си ја залепам на мотор и си го однесов моторот у Скопје, заборив да ја залепам деветката. Да. Петручи е страшен возач. Кажи кај е паркиран, ќе ја ќе идам. На пролет. Ама нема, тука ми е деветката, не е однесена, ќе ја испратам. А знаеш кај е паркиран, што да не ти кажам. Уште нешто сакам да искоментирам ако може. Што ќе кажете за почесниот гостин во ранчот кај Роси? Убаво кажа човекот. Маркес ќе биде шампион следната година. Абе се кажува ли така бе од која ќе те викнат на ранч бе? Дали има смисла кажи? Не знам. Не. Стонер никад нема да глуми лудило, секој ќе каже тоа што го мисли така, да затоа го сака Да, човек да си така. Многу бев. Големината на Роси што го поканил, да, тоа секако. Многу бев позитивно изненадан за она коментар што го даде, како демек со Роси имавме ривалство, седно туку работите веќе се сменија, имаме фамилија, имаме се и веќе сме добри пријатели. И на крај ми беше интересно Роси усвојството, знаеш како. Кейси, знаеш, тука одиш, возиш, од тука, од згоре, лево, десно, тука вртиме кругови, одиш, завршуваат. И дали видовте со што мотор водеше Кейси Стонер? Да. Не? Некој двотактен како да беше, а? 300-ка двотакна бет. Од сите само он водеше со двотакна. Да. Звер. И сега почна, уствари, мислам дека сега почна да вози Кейси она спидвей, да и рече дека ќе го така мислам дека зборуваше дека ќе влегол со тренинзи малце да си фата некоја форма. Па добро, супер. Види, оваа година поминува во знакот на мир, братство, единство и миролюбие, пошто нели главниве претенденти за титула се гушкаат, се сакаат и така натаму. Така да, ако оваа година Кейси и Роси не се спојат, која? Што е следно, Маркес? Треба да чекаме да се ожени Маркес, да има деца, па да се смират со Роси. Тешко, не верувам тоа да ќе смират. Ја не верувам. Они зборуваат се, нема шанс. Тоа мислам дека ривалство и она што го направи за работите уствари што се десија за 10-та титула, Роси толку ја сакаше. Мислам дека сам Роси пред не може да се опрости, а после па да опрости на Маркес. Но ова е добар момент да затвориме вечерта во љубов, слога и љубов магнант и да оставиме нешто за наредна епизода. Виктор, фала ти многу за гостувањето. Баш ни е мило што еден од неколкуте редовни слушатели што знаеме со сигурност дека не гледаат и гледачи и слушатели, на крај се одважи да ни се приклучи тука и здраве Иако се балја дојдев поканата и не бев толку многу спремен. Тоа е минус на организацијата, ќе разговараме подетално. Иначе беше зборувано ова многу поодамна, само што тебе не те било пренесено. Добро, ќе има втор пат сигурно, има зимски тестирања, има. Ќе видиме според прегледите на оваа епизода, ако ни ги дигнеш прегледите, пошто си популарен во мото светот во Македонија, и те како ќе те викаме, може и редовен ко-хост ќе те стручен експерт ќе те. Измеѓу 5 и 10 лајка, ако имаме, значи може. Случниот експерт, не сакаш. Ја ниџо коментираме за умствената позиција. Затварам. Дојде ред да ја затвориме оваа сезона на подкастот посветен на MotoGP и Superbike и за сите други слични трки, вклучувајќи и трката за жените, која што ниџо сам ја гледаш и никој друг не имаше гледано. Шампионатот ствари за женски. Некој мора. Ние
веројатно ќе се инспирираме во некоја ситуација да се закачиме повторно и да нешто прокоментираме, ако нешто се случи интересно или ако проследиме уште некоја друга трка, ако ништо друго ви посакуваме среќни зимски олимписки игри по балкански начин, што значи слави и така натаму. Ви посакуваме среќни празници. Први нека бидеме ние што ќе ви посакаат среќни празници, пошто е 18 ноември. И се слушаме, гледаме во 2025 година. Година во која што нема овој на друг канал, ја ќе се надевам дека ќе се ставам нов предизвик во животот. Ќе треба новото лого на MotoGP да си оставиш, извини. Грдо е, зашто сте отвори нова тема? Значи ја реков да се затвори епизодава во љубов, мир, слога и така. Да, не, се супер, само да го потсетам, да не остане на старото лого. Да. Ништо да Ајде, махтете се рачињата се за чао. Ајде, Ајде се гледаме. Убава вечер. Чао. Чао.